20 часот централен дневник на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Во последниот квартал од 2015-та во 9 општини од Вардарскиот регион се родиле 404, а починале 454 лица. Советот на општина Кавадарци вчера ја одржа својата редовна 41 седница. Сдруженијето на пензионери од Велес се грижи за старите лица. Најдоцна до јуни ќе почне изградбата на 2 гасоводни мрежи во земјава, и тоа од Штип до Неготино и од Скопје до Тетово. Гасоводните мрежи ќе бидат во должина од 110 километри, а за нив ќе бидат инвестирани 46 милиони евра. Ова денеска го најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. 46 милиони евра ќе бидат инвестирани за 2 гасоводни мрежи од Штип до Неготино и од Скопје до Тетово. Мрежите ќе бидат во должина од 110 километри. Се очекува изградбата да започне во мај или најдоцна во јуни. Тендерот за гасоводната мрежа од Штип до Неготино е веќе завршен и во тек е процесот на евалуација на понудите, а тендерот од Скопје до Тетово е во тек и треба да заврши на 10 март, истакна председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски при денешната посета на Кратово. Мислам дека тоа добро ќе се одвива затоа што е ставено во една правилна рамка, поставено на вистински основи. И тоа е така наречената втора фаза. Следува на тамошна фаза, со која што ќе се продолжи од Тетово до Гостева Рикичево, од Неготино до Прилеп, Битола, Охрид и на неколку други правци во Источна Македонија, исто така кон Берово, кон Струмица. Така што се планира кон сите поголеми градови во државата да се продолжи со изградбата на гасоводот. На тендерот за изградба на гасоводната мрежа од Штип до Неготино понуди доставиле 7 компании, од кои, како што посочи Груевски, 4 компании имаат потполна документација. Тој додаде дека при крај е и изградбата на гасоводната мрежа од Клечовце до Штип, која се очекува да заврши најдоцна до јуни. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев денеска беше во посета на Битола. Пред битолчани тој изјави дека СДСМ се подготвува за изборите на 5 јуни. Ние се надеваме дека тоа ќе се случи на 5 јуни. Значи, ние сме подготвени за избори на 5 јуни. Во декември освоивме нашата програма, но при тоа информациите што стигат од Државната изборна комисија е дека има шанси, согласно закон до 15 април, да биде прочистен избирачкиот список и отворен увид на граѓаните, кој што увид ќе трае до 10 дена пред изборите, кога се заклучува и се дава на печатење за подготовка на самите избори. Во последниот квартал од 2015 година во 9 општини од Вардарскиот регион се родиле 404, а починале 454 лица. Вакви податоци бележи Државниот завод за статистика врз основа на природното движење на населението во Република Македонија. Во последниот квартал од 2015 година позитивен прираст има во општините Кавадарци, Чашка и Росоман. 50 починати лица повеќе за разлика од родени во последниот квартал од 2015 од 9 општини во Вардарскиот регион. Вакви податоци бележи Државниот завод за статистика врз основа на природното движење на населението во Република Македонија. Во четвртото тримесечје од минатата година има вкупно 404 живородени лица во однос на 454 починати. Споредбено со истиот период во 2014 година во Вардарскиот регион има идентичен број на родени лица, но со 22 повеќе умрени е зголемен морталитетот. На крајот од 2015 се склучени повеќе бракови или 308 за разлика од 2014 кога се официјализирале 255 парови. Зголемување имајќи и разводите, или 53 во однос на 33 во последниот квартал од 2014. Најголем негативен природен прираст за последниот
последните 3 месеци од минатата година, бележи Свети Николе, каде се родиле 39, а починале 73 лица. Негативна разлика има и во општина Велес, или 18 повеќе умрени од родени лица. Во општина Лозово на крајот од 2015 се родиле само 2, а починале 14. Идентична негатива од 5 повеќе починати лица има во Неготино и Градско, додека во Демир Капија има 2 повеќе починати лица отколку родени. Позитивна статистика има за општините Кавадарци и Чашка, што е случај за последниот квартал во 2014. Во Кавадарци се родило 101, а починале 94 лица. Во Чашка има позитивен прираст од 34 родени и 18 починати, а тука се вклучува и Росоман, каде се родиле 8, а починале 5 лица. На ниво на држава пак, во четвртото тримесечје од 2015 природниот прираст изнесува 665 лица, што значи за толку бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените лица. Склучени се 3494 бракови и 507 разводи. Советот на општина Кавадарци вчера ја одржа својата редовна 41 седница. На дневен ред советниците усвоија и изгласаа 11 точки, од кои најмногу расправа имаше за точката за обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективното домување во Кавадарци. Предлог правилникот за изменување и дополнување на критериумите и условите кои треба да се исполнат за имплементирање на мерките за обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективното домување во Кавадарци. Ова беше првата точка на која расправаа советниците на Советот на општина Кавадарци. Опозицијата бара да се зголеми процентот на субвенционирањето на оваа мерка што општината ја дава од досегашните 20 на 40%. На тој начин, од една страна, оваа мерка да ја направиме поатрактивна, попримамлива за станарите, а од друга страна да ги искомпензираме тие недостатоци, односно намалување на останатите услови. Во врска со оваа мерка направив една мини анализа и дојдов до заклучок дека условите кои што ги нуди општина Кавадарци се најнеповолни во цела република. Советничката од Гром Божанка Минова побара ребаланс на буџетот за да се издвојат доволно средства за реализација на проектот енергетска ефикасност. Ние како граѓанска опција за Македонија сме за покачување на учеството на општината 100%, кој што би се доближил со процентот на учеството на другите општини, кои што веќе тоа доста го практикуваат. Меѓутоа, наша заложба е да тоа оди со ребаланс на буџетот, со оглед на тоа дека веќе ние имаме изгласуван буџет за одредена програма. Како неправедна и дискриминирачка оваа одлука ја оцени советникот Ташо Радњански. Според него во буџетот се сливаат финансии од сите граѓани од општина Кавадарци, и од тие што живеат во централното градско подрачје и од тие што живеат во периферните делови на градот. Затоа неправедно е да бидат привилегирани само граѓаните од центарот на градот. Воопшто против тоа да има повластени и неповластени. Со ова ние правиме поделба на нашите сограѓани. Ако само тие 200-300 фамилии го полнат буџетот во ред, и 100% ќе му го направиме. Ама не може 5000 семејства да полнат буџет и од тој буџет ние сме тие кои што треба да одлучиме и пази кој комисијата ќе одлучи која зграда ќе биде правена со енергетска ефикасност. И ако веќе примате предлоги сум за предлог, секој што прави новоградба или кој што сака своето место на домување, да го изолира, би рекле, за да ме разберат сите, да има енергетска ефикасност, тогаш општината на секој нив да му овозможи 25% од тоа од цената на чинење на тоа што ќе го прави. Барањето на опозицијата делумно е прифатено, затоа што советниците изгласаа општината да финансира 25%, односно 5% повеќе од досегашното субвенционирање. Советот едногласно ги усвои и останатите точки од дневен ред кои се однесуваат на експроприација на буџетот за 2016 година, набавка на електрични колички за инвалидизирани лица, извештајот за работа на Домот на културата Иван Мазов Климе, одлуката за започнување на постапката за избор на приватен партнер за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција и изградба на затворен олимписки базен, како и измените и дополнувањата на програмата за развој на општина Кавадарци за 2016 година.
Во текот на минатата година, Сдруженијето на пензионери од Велес помогна на голем број лица кои се во тешка финансиска состојба. Целта е тие што имаат да им помогнат на оние што немаат. Со надоградување на стратегијата за стари лица, ќе се прошират проектите кои ќе придонесат за подобрување на квалитетот на живот на старите лица. Сдруженијето на пензионери од Велес е едно од првите во земјава кои во соработка со општината ја усвои стратегијата за стари и изнемоштени лица. Околу 90% финансирањето на Сдруженијето е од членарината, како и финансиска помош од општината. Во текот на минатата година, Сдруженијето помогна на голем број лица кои се во тешка финансиска состојба. 10 струко се зголеми, да речеме од 15 на 150.000, од 20 на 200.000 и 250.000 за им даваме партиципација за бањско лекување или одмарање. Тоа е негде половина милион денари даваме од Сдруженијето. Сдруженијето на пензионери има солидарна задача. Целта е тие што имаат да им помогнат на оние што немаат. Со надоградувањето на стратегијата за стари лица ќе се прошират проектите кои ќе придонесат за подобрување на квалитетот на живот на лицата од трето доба. Македонците се повеќе зависни од цигарите и покрај многуте кампањи со кои се укажува штетноста по здравјето од пушењето цигари, бројот на активни пушачи е на високо ниво. Поскапувањето на цигарите можеби ќе влие на некои да престанат со пушењето цигари, а на тој начин ќе се придонесе во подобрување на сопственото здравје. Покрај многуте кампањи со кои се укажува штетноста по здравјето од пушењето цигари, бројот на активни пушачи е на високо ниво. Македонците зависни од цигарите. Она што загрижува е намалувањето на старосната година на луѓето кои за прв пат запалиле цигар. Штетно е, ама навика е. А не можем да ги откажеш. Не презимам ништо. Навика одамна ми е. Колку да настојавам, тешко. Проблеми имам некои црни дамки на срцето и не можем да го откажем. Пушењето е многу штетно. Знаеме дека е штетно. Само сме го научеле и пушеме. Не можам никако да го откажам. Јас сакам да го откажам, ама не можам. Превидејќи 50 години пушач. Пушачите знаат дека со секоја испушена цигара придонесуваат за нарушување на сопственото здравје, но Центарот за одвикнување од зависност никој не го посетил. За ова кажуваат и лекарите, пушењето еднакво е штетно за здравјето и за пушачите и за оние околу нив. Најчесто симптоми, сите пушачи имаат хроничен бронхит, основа е за различни заболувања на респираторниот систем. Значи ризик факторот пушење се јавува и по 15 години од престанокот на пушењето. Според статистиката во Македонија се регистрирани близу 700.000 пушачи, трошејќи 11 тони цигари на годишно ниво. Писателот Анде Јанков пред велешката публика го промовираше својот деби роман Едно лето на Крит. Инспирацијата за да го напише овој роман, писателот ја црпи токму од сопственото искуство и импресиите кои тој ги добива од посетата на островот Крит. Во моментов Јанков го пишува и својот втор роман. Едно лето на Крит е насловот на романот на писателот Анде Јанков, како негово прво пишано и издадено дело. Денеска во просториите на Народниот театар во Велес, читателската публика имаше можност да се запознае, но и да чуе збор-два повеќе за романот на Јанков. Книгата се работи за еден млад пар од Скопје, кои што одат на одмор на Крит во Грција, едно лето. И оваа најудом романтична приказна наскоро се претвара во нешто сосема друго, се случува нешто што нема да откривам што е, што ја бутка приказката во сосема друга насока и се надевам ќе им се допадне тоа на читателите. Инспирацијата за да го напише романот, писателот ја црпи токму од сопственото искуство и импресиите кои тој ги добива од посетата на островот Крит. Сите оние кои досега успеале да го прочитаат ова дело, го опишуваат како авантуристичен и модерен роман со главен акцент на љубовта. Романот го ценам како една исклучително возбудлива авантура, која што иако претендира да биде трилер, јас сепак главната нишка во романот, на главната сижена линија гледам во развојот на љубовта, односно на љубов помеѓу двајца млади која што е ставена на вистина тежок тест. Дали ќе успее или нема да успее таа љубов и оставам на читателите да откријат. Едно лето на Крит е награден на конкурсот Романијада, објавен од издавачката Куќа Култура.
Младиот писател во моментов го пишува и својот втор роман. Годишниот Пане Хаджи Василев од Кавадарци ја оствари својата прва самостојна изложба. На изложбата насловена "Водата како дел од мене" беа представени 25 цртежи. За неговото отворештво говореше директорот на Домот на култура Владимир Темков. Млад, талентиран и уметнички настроен, 17-годишниот кавадарчанец Пане Хаджи Василев се представи со прва самостојна изложба пред своите сограѓани. Инспириран од водата, авторот створил дела од илустрации и стрипови, работени со класичен пристап на кој доминира водниот свет и човековото тело. Изложбата е насловена "Водата како дел од мене". Зачудувачко е тоа што вечерва присуствуваме на една изложба на еден млад автор кој што се уште е во средното училиште, ама сигурно благодарение на менторот негов, професорот Кирил Мугеетов, кој што му ги има дадено правците како да се развива и како да се движи, е резултат кој што ги гледаме сите овие дела сега. Темков додаде дека градската галерија од ден на ден ја потврдува улогата што ја има, а тоа е промоција на творештвото на младите уметници кои започнуваат да творат од вчера и денес. Младиот и надежен уметник се заблагодари на масовната посетеност и рече дека со уште посилно темпо ќе продолжи да твори и понатаму. Намерно ја избрав оваа тема бидејќи водата како дел од нашите животи има насекаде. Во реките, езерата, океаните, таа е насекаде и таа со својата убавина може да ни раскаже многу. Тоа јас во оваа изложба го искомбинирав заедно со животинскиот свет. Пане Хаджи Василев веќе 2 години учествува на ликовната колонија Михајлово. Тој започнал на своји 6 години да ги открива тајните на ликовната уметност. Во месец март мобилниот даночен шалтер на Управата за јавни приходи ќе посети 10 населени места ширум земјата. На саемот за градежништво и недвижности од 1 до 5 март ќе бидат понудени на 3000 плацови и 3000 станови кои ќе можат да се вклопат во владините проекти Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан. Вести од Македонија. Во месец март мобилниот даночен шалтер на Управата за јавни приходи ќе посети 10 населени места ширум земјата. Сите заинтересирани граѓани ќе можат да добијат даночни услуги, совети и да поднесат даночни пријави. Според распоредот објавен на официјалната интернет страница на Управата, од населените места во Вардарскиот регион во 3 наврати на 3, 10 и 24 март даночен шалтер ќе биде поставен во општина на Лозово, додека на 9 март и жителите од Чашка ќе можат да ги користат овие услуги. Даночниците ќе работат од 10 до 15 часот и ќе бидат сместени пред општинските згради, со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните и фирмите. Секој месец со 3 специјално опремени комбиња се посетуваат места кои немаат постојани даночни канцеларии. Статистичките податоци покажуваат дека туризмот оди во нагорна линија. Растечкиот тренд на бројот на ноќевања, особено на странски туристи, покажува дека туризмот представува стопанска гранка која станува се позначајна за Македонија. Министерството за економија во соработка со консултантската куќа од Австрија изработи нацрт верзија на националната стратегија за развој на туризмот во следниот 5-годишен период. Нацрт верзијата за периодот 2016-2021 беше презентиран пред надлежните институции и здруженија и пред туристичките работници. Според Кристофер Хинтенгер, експерт за туризам и координатор на проектот за изработка на стратегијата, потребно е да се инвестира и да се воспостави организацијска структура за да се овозможи поголем развој на туризмот. Според Шовкет Хазари, советник за туризам и угостителство во Министерството за економија, туризмот е важна гранка која го поттикнува развојот на уште 3 до 4 други гранки.
Од 1 до 5 март на Скопскиот саем ќе се случи саем за градежништво и недвижности на кои ќе бидат понудени на 3000 плацови и 3000 станови кои ќе можат да се вклопат во владините проекти Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан. Вкупно 110 компании ќе учествуваат со своја понуда, а 14 општини ќе понудат државни парцели за изградба на куќи преку проектот Купи куќа за млади. Саемот ќе се одржува во 3 хали и ќе биде отворен за посетителите од 10 до 19 часот. Прекинот на огнот стапи на полноќ во Сирија, како што е договорено врз основа на американско-рускиот план. Во афганистанската провинција Кунар бил извршен бомбашки напад, при што загинаа најмалку 10 лица, а 40 се ранети. Свето денеска. Стапи на сила прекин на огнот во Сирија под посредство на САД и Русија. Советот за безбедност при Обединетите нации претходно усвоил резолуција со која го поддржува прекинот на огнот меѓу спротивставените страни во Сирија. Наредната рунда мировни преговори е закажана за 7 март. Примирието е прифатено и од сириските власти, опозицијските групи и Турција, но во истото не се вклучени екстремистичките групи Исламска држава и Ал-Каеда фронт Ел-Нусра. Со ова прекинот на воени дејствија ќе се спроведе на мал дел од Сирија, со оглед на фактот што екстремистите контролираат повеќе од половина од територијата во Сирија. Во граѓанската војна која започна пред 5 години и пред склучувањето на примирието, статистиките покажуваат дека настрадале повеќе од 260.000 лица. Десет лица загинаа, околу 40 се ранети во бомбашки самоубиствен напад во провинцијата Кунар во Афганистан, јавуваат новинските агенции. Нападот го извршил бомбаш самоубиец кој се разнел на пазар во главниот град Асадабад, при што го усмртил племенскиот водач Кан Џан. Како што пренесуваат странските медиуми, целта на напаѓачот бил Џан, кој бил против талибанците и го предводел локалното население во борбата против талибанските борци. Се уште не е утврдено кој е одговорен за овој напад. Најмалку 12 лица загинаа при вооружен напад врз хотел од страна на екстремистичка група Ал-Шабаб во престолнината на Сомалија. Околу 20 часот по локално време, бомбаш самоубиец со автомобил удрил во влезот на хотелот Сомали Ятлик, а потоа вооружените напаѓачи влегле во хотелскиот простор, каде што пукале врз обезбедувањето. Во кратко соопштение на Инстаграм, радикалните исламисти од групата Ал-Шабаб ја превземаа одговорноста за извршениот напад. Последните месеци ти изведуваат вообичаени напади, во текот на кој бомбаш самоубиец се залева во хотел, во кој најчесто има странци или владини службеници, а потоа вооружени напаѓачи влегуваат во објектот и пукаат врз луѓето. На 81 годишна возраст почина Нико Нестор, првиот македонец што ги преплива Охридското езеро и каналот Ла-Манш. На републичките првенства има освоено 14 титули, а во 1958 година го остварил својот сон и станал првиот што го препливал Охридското езеро од Свети Наум до неговата родна Струга. Една година подоцна Нестор го направи историскиот подвиг, стана првиот македонец и првиот пливач од тогашна Југославија, што го препливал каналот Ла-Манш. Во продолжение вести од спортот. Во склоп на припремите за надпреверувачката сезона 2016, стрелачкиот клуб Велес организираше пријателски двомеч надпревар со стрелачкиот клуб Тиквеш од Кавадарци. Ваквите подготовки и пријателски средби одат во прилог на децата, вели Андонов. Да не би децата изгубили од рутина и малку да го кренеме, значи ритмот оној надпреварувачки. Се договоривме со тренерот и председателот на стрелачкиот клуб од Кавадарци, со Благој Пешиќ и Илија Милков,
да одржиме еден двомеч надпревар на кој што ќе ги видиме можностите на децата моментални, па да знаеме понатака што да правиме, бидејќи сезоната ќе ни почне негде за непол месец. Инаку не е прв пат овака ние да се дружиме, да се спротивставуваме на спортското поле, имаме една добра традиција на соработка меѓу клубовите и се надевам дека ќе продолжиме и понатака и така. Соработката што имаат двата клуба има долга традиција. Покрај надпреварите кои ги организираат меѓусебно, тие учествуваат и на државни надпревари. До сега имаме постигнато 37 рекорди на Република Македонија и 14 уште не соборни, актуелни. Така да за минатата година може да кажем дека стрелачкиот клуб Велес прваци се пионерките, а стрелачки клуб Каварци државни прваци сме во пионерска категорија. Така да и тоа е еден податок дека ние работиме. Младите стрелачи секојдневно се подготвуваат за надпреварите кои следат за Куп на Македонија и државното првенство, кое ќе започне за еден месец. Фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово одигра нерешено против фудбалскиот клуб Пелистер од Битола со резултат 1:1. Надпреварот од 15-тото коло во втората македонска фудбалска лига се одигра на градскиот стадион во Велес. Пелистер поведе во 46-та минута со голот на Мартин Мирчевски. Демир Бенјамин погоди за израмнување на резултатот во 53-та минута. Двете екипи си поделија по еден бод. На табелата фудбалскиот клуб Тетекс има 23, додека Пелистер има 21 бод. И двете екипи доведоа неколку квалитетни засилувања во своите табори, а пред надпреварот најавија одличен надпревар, респект и голема борба. Надпреварот се одигра без публика. Дерби надпреварот од источната конференција на НБА лигата одигран ноќеска во Торонто му припадна на домашниот тим кој на Кливленд му го нанесе 16-тиот пораз оваа сезона. Кайл Ловри беше играчот за одлука постигнувајќи 43 поени. На спротивната страна Леброн Джеймс заврши со 25 поени, Кевин Лав со 20 поени. На западот, Далас по продолжението го скрши отпорот на Денвер, победувајќи со 122:116. Персон со 27 поени и Дирк Новицки со 20 поени и 13 скока беа најдобри кај Далас, додека во редовите на Денвер Бартон запиша 22 поени и 7 скока. Екипите на Црвена звезда и на Барселона постигнаа победи на домашен терен на двата синоќешни дуела од 8-то коло во топ 16 фазата на кошаркарската Евролига. За црвено-белите оваа победа значи голем исчекор кон четвртфиналето, додека Барселона со освоените 2 бода ги задржа шансите за пласман меѓу 8-те најдобри. Ова се постигнатите резултати. Црвена звезда Ефес 91:82 и Барселона Олимпијакос 82:66. Норвежанецот Александер Омот Килде е победник на 6-тиот супер велеслалом сезонава во машка конкуренција, кој утрово се возеше во австрискиот ски центар Хинтер Стодер. Килде оствари време од 1 минута 29 секунди и 89 стотинки, што беше за 24 стоти делови од секундата подобро од второпласираниот словенец Бошјан Клине. На третата позиција заврши австриецот Марсел Хиршер. Во вкупниот поредок, Хиршер е прв со предност од 203 бодови пред второпласираниот Хенрик Кристоферсен. Утрешниот ден ќе биде за околу 2 степени потопол во однос на денешниот. Ќе биде претежно облачно. Температурата ќе се движи од 3 до 14 степени. Во продолжение деталите за временската прогноза.
Тука е крајот на дневникот. Имете пријатна вечер. Пријатно.